Започна реконструкцијата на коловозот на влезот на кочениот правецот на Штип. Делницата од крстосницата кон Подлог до Македонија пат во должина од околу 1100 метри веќе добива нов асфалтен слој, со што дупките и оштетувањата на возилата ќе станат минато. Истовремено ќе се изгради и проширување за автобуска постојка во близина на влезот на конфекцијата Делта Холдинг, а се поправа и третата лента од правец на градот кон Штип со приклучокот кон надвозникот од магистралниот пат А3. Градежните работи ги изведува јавното претпријатие Македонија пат, а инвеститор на зафатот е јавното претпријатие за државни патишта. На наше барање заеднички го реконструираме влезот во Кочани од Подлошки пат па до хотелот Национал. Работите се во поинтензивна фаза. Очекуваме, ако времето послужи, дека до среда ќе биде завршена целокупната работа околу реконструирањето на влезот во Кочани. Според Димитровски, во план е наскоро да се распише и тендерска постапка за избор на изведувач за поставување канделабри за осветлување на делницата, во што ќе биде вклучена и крстосницата кај Подлог. Тоа значи дека нема да се чека целата инвестиција да се прави заедно со изградбата на новиот експресен пат, како што беше речено пред 2 недели. Во текот на денот градоначалникот со соработниците направи увид во реализираните работи за изградба на паркингот кај управата за јавни приходи, каде сега се добиени нови 15 на паркинг места. Асфалтирана површина од 560 квадратни метри и со остануваат финалните работи одбележување за да биде ставено во функција овој дел од градот, за да можат да се паркираат возилата онака како што е предвидено. Забележуваме дека она што беше барање на граѓаните да не се оштетат ни едно од дрвата, дека уопште ниту едно не е опфатено и тие ќе си останат онака како што се, освен со дотерувањето кое што е нормално, кроењето на гранките кое што е редовно годишно дотерување. Димитровски напомена дека нормално течат работите за изградба и асфалтирање на улиците за кои се користат пари со кредитот од Светска банка. До сега целосно завршени се 3 улици. Работите поинтензивно продолжуваат на улиците Ѓорче Петров, Разловечко Востание, Пиринска, Димитрија Лазаров и Орцен Николов. Набргу, градежната оператива ќе се префарли и на преостанатите неколку улици во Кочани и на Салватор Изари.